Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Може би помладите генерации ќе се изненадат, меѓутоа Македонија во скијачкиот спорт во минатото имаше своји асови, како во ски кантри, во оние трки, особено на Мавровскиот меморијал, така и во алпското скијање. Во алпското скијање имаше една прва генерација таму по Втората светска војна, што ја предводеше популарниот Рефик Јахја од селото Лисец, и тој беше постојан учесник на тие први шарпланински купови. Потоа дојде Оџаклиевски, едно семејство, браќа тројца беа Оџаклиевски, што исто така се надпреварува во алпското скијање, па Гого Поповски, младиот, па Контраденко, па имаше доста вака имиња кои во 50-тите години го одбележаа тој спорт. Меѓутоа, подоцна од 60-тите наваму се создаде една нова генерација, за која што пак некои од сегашниве генерации има слушнато. Еден од предводниците на таа генерација беше и Љупчо Спировски. Долго време го пишувавме, го кажувавме како Љупчо Спирковски. Сега веднаш ќе ви кажам од каде доаѓаше тоа. Спирко беше неговиот татко, па некако по инерција Спирковски, а всушност е Љупчо Спировски. Еве сега со Љупчо Спировски разговараме за времињата минати, за неговата спортска скијачка кариера, за сите негови доживувања, убави моменти, па и некои така потажни, можеби, сеќавања од скијачкиот спорт, а веројатно најголема е тагата што стагнира овој спорт во нашата држава и немаме така еден систем низ кој би можело да минат тие таленти и да дојдат до едно определено ниво. И бидејќи ова е емисија посветена на тебе и на твојот спортски живот, на крајот ќе стане збор и за ова што го кажав сега, за младите и воопшто нивните можности за развој во скијачкиот спорт. Па Љупчо Спировски, на почетокот да кажам, беше повеќекратен шампион на Македонија и самиот не знае колку титули има, знаете, алпско скијање, велеслалом, слалом, спуст, па комбинација која ќе се соберат многу, но врвот во својата кариера ми се чини го постигна таму некаде 74-та, 5-та, кога беше шести во поранешна Југославија, во која што доминантни беа словенците, а да се пробиеш во десетката во тоа време во алпско скијање беше супер резултат. Љупчо Спировски успеа во тоа на Маврово, горе на Бистра, стигна во шесторката во поранешна Југославија, тогаш беа Јакопич, Газвода во машка конкуренција, па и Тисонив, и така на сите ни беше мило што еве еден наш скијач се проби во југословенскиот врв. Љупчо, толку како вовет за тебе, да те представам како личност, посебно за овие помладите генерации. А сега што е вообичаено на почетокот, како стигна ти до планината, до белите терени и како почна едноставно да се надпреваруваш? Па ред е да се заблагодарам на поканата за учество во вашата емисија. Сепак се најде човек што се сети на мене, затоа што еве некоја коинциденција на тој временски интервал, односно период на активност и неактивност се совпадна со бројки. 25 години бев активен како надпреварувач, без прекин ни една година во моето време, и од тогаш поминаа 25 години и се зборува за мене. 85-та беше мојата последна трка, сега е 2010-та, значи некако се погодија работите, сигурно не намерно и апсолутно случајно, затоа што нити ти не ги знаеше овие бројки, податоци. Кога прекина, кога почна како тренер и така. Меѓутоа, живееме во такво време, тоа ќе го кажеме на крај, рековме, сепак планината е дел од мојот живот, може и повеќе од тоа, затоа што и семено, моите родители, мојот стрико, кој е еден од основачите на планинарско друштво Пелагонија таму во минатиот век, негде 26-29 година, па градењето на тие планинарски домови од страна и учество на мојата фамилија како активни
градители, да речем, во тие сите активности, па покасно од мојот родител Спирко, кој што е еден од втемелувачите на скијањето во Битолскиот крај, со неговата генерација Симјановски, Гемтовски и така натаму, да не ги редиме сите, си имат своја заслуга. И да кажем дека мојот живот беше поврзан со планината, со снегот, со копањки, со пелистерот. Дел е кој што не може да се избриши и нема никој да го избриши никогаш. Случувањата се одеа сами по себе природно, затоа што самото присуство на пелистерот даваше можност да јас бидам активен во тој спорт. Во тоа време сите бевме планинари, скијачи. Такав беше начинот на однесување на активности во тоа планинарско скијачко друштво Пелистер. Учествувавме во сите активности на тоа друштво. Имаше секција за ориентација, па се надпреварувавме во летен период тие планинарски активности. Во зимскиот период бевме скијачи, такмичари и така натаму. Дури едно време имам освоено медали и во скијачко трчање, што за вас е непознато 100%. Тоа беше еден надпревар на мали олимписки игри на регионот Битолски и немаше трет надпреварувач во скијачко трчање. Ајде, Љупчо. Ајде, пошто мојот родител беше тркач, Љупчо ги зеде тркачките ски и за среќа освоив и второ место. Меѓутоа, после тоа беа тие мали олимписки игри во Маврово, се сеќавате веројатно на таа, беше една огромна манифестација од цела Југославија беа тука и мојот настап беше таму во алпското скијање, каде што и бев нормално по-квалитетен, по-доминантен, така да таа е една случка која што кажува дека нашите активности беа сестрани и беа наменски, да кажам, во тој дел. Покасно, како што се развиваше спортот, специализацијата, мислам, во скијањето си помина на делот кај што треба да припаѓаш и кај што се даваја најголеми резултати и тоа е, да кажам, одлуката да тоа алпско скијање биде доминантно во мојата активност во понатамошната спортска кариера. Па ти во такво семејство и не можеше друго да бидеш освен планинар, скијач, врзан со планината. Сега кои беа твоите почетоци еве за ски трчањето, кажа нешто преку малите олимписки игри, во алпското скијање кога беа тие почетоци, дали на тие мали олимписки игри? Предпоставувам дека таму си бил победник. Ако во трчањето си бил втор. Да, добро, алпското скијање си имаше... И имаше... која година од прилика? Мислам, на зимскиот спорт во Битола има огромна традиција. Стварно голема традиција и еден од поквалитетните спортови кои што ставија белег на овој град. Првиот мој надпревар беше во далечната 60-та година. Тоа беше еден локален општински надпревар на кој што учествувавме сите кои што се занимаваме тоа со скијање во таа пионерска конкуренција. Го освоив првото место и тоа беше, да кажам, еден голем мотив да продолжа понатаму да се занимавам со алпското скијање. Веднаш да кажам дека во тоа време немаше таленти и неталенти, да кажам. Сите одевме заедно, сите бевме една група која што се скијаше. Се индивидуалноста беше во тоа што кој колку го свати спортот и како го свати. Да, кој посериозно го свати. Јас се определив стварно да. сериозно и можам слободно да се пофалам дека па сум потрошил сигурно едно езеро пот во скијањето. Никогаш не сум бил неактивен, лето, зима, по било кое време. Снегот сум го бркал до врвот во неговите рани фази од годината кога паѓал. До касно до јуни сум одел на скијање до каде што имало снег во летниот период, до максимум, значи сум бил на снег во годината, колку што дозволувала годината да бидам присутен на снегот. Тоа било исклучиво моја волја, не е било тоа никаква присилба, нити било од мојот родител. Ме оставал да, јас се ангажирам и трудот што ќе вложам, како ќе се валоризира, зависеше исклучиво од мене. Од нивна страна на родителите беше се овозможено да тоа го правам, немаше никакви резерви во тоа. Стрека да ме послужи со повреди бев добар, затоа што мора да се пофалам, не постои сезона, ни мојата последна не беше да не бидам спремен физички. А физичката спрема е, мислам дека 80% од заштитата на заштита на спортиста и така да со тие повреди сум бил стварно добар и немам некоја сериозност од тоа.
сега полека доаѓаме до оние вистински надпреварувачки денови и до првите титули. Најнапред сигурно во пионерска, младинска, ајде да ги скокниме тие во пионерска конкуренција. Во младинска конкуренција и кои ти беа противниците, дали може да се подсетиш на некој име од тие противници во тој период? Како не. Скијањето беше еден од поразвиените спортови. Битола имаше клуб, тоа јасно беше Пелистер. Покасно се формираа уште 2-3 клубови во меѓувреме од разни ситуации. Меѓутоа, кога ние одевме на Пелистер, како скијачки клуб Пелистер на надпревар пример во Крушево, одевме со 50 души. Цел автобус беше од Пелистер, цел автобус доаѓаше од Тетово, цел автобус доаѓаше од Скопје и од другите краишта кај што имаше Маврово и Смилево и други места, така да тие надпревари беа празник. Во сениорска конкуренција, ајде да ги прескокнеме овие малите категории, ние кога надпреваруваме имаше по 50-60 надпреварувачи. Имаше и гледачи, се сеќавам, например, покрај патеката Крушево или Маврово или Пелистер. Разно во Крушево, кога ќе бевме на надпревар на меморијалот Биро, па имаше по 5-6 илјади гледачи, цело Крушево беше покрај патека. Тоа беше како на фудбалски стадион. На Пелистер имаше по 2-3-4 илјади гледачи на Пелистерскиот Велеславом редовно. И тоа беше празник за градот. Али никој не ги бранеше. Чанак, флейта, на Попова шапка, Тетовци горе, се беше полно, така да стварно тогаш и човек имаше и мотив и желба да се докаже, да би присутен на тие надпревари, првен како учесник, а после тоа и како победник, како кој да биде, стварно го славеа, да речем едноставно. Јас се сеќавам на мојот последен надпревар во Крушево, после тоа се одржа уште 2 пати, меѓутоа јас престанав со кариерата на моите 33 години. Последен пат го освоив флейта Чанак, тоа беше 83 година, и еден мој одличен, да кажам, другар. Нормално, Учка ме носеше на раменици од Писти Окту до Монтана хотел, кај што беше прегласувањето. Зборуваш за Биро, меморијалот. Меморијалот Биро, да, пардон, за Биро. Што значи и тоа беше петта победа твоја, така? Петта, шеста и... На флейта Чанак имав 6 победи, меѓутоа тој пехар не ми го дадоа, не знам од кои причини. Исто има на Пелистер 6 победи во Пелистерскиот Велеславом и тој пехар го имам во трајна сопственост дома, покрај огромниот број други пехари и признанија и медали. Тука не ги бројам оние подароци кои што во почетокот на мојата кариера се однесуваја во шах, во не знам, научни скијачки, на раквици, за прво, второ, така да тие не ги чувавме како трофеи. Символично, да. Покасно кога почеа да се делат медали и да се даваат пехари, да не кажам имам преку 200. Која година вака стана ти прв пат сениорски првак на Македонија? И во која дисциплина, слалом или велеслалом? Мои омилени дисциплини беа и слалом и велеслалом, пред се. Смукот го возевме заради тоа што моравме да го возиме, затоа што услови за тренинг за смук немавме никаде во Македонија, да видиме начисто тука, нити имавме услови да припремиме таква патека. И кога учествувавме нови надпревари на посебно на тримечи или на надпревари кај што државно првенство кај што мораше да има комбинација смук слалом и велеслалом, тогаш за тој трениравме, да, али и тоа го поштено го одработувавме, да кажам, затоа што вие сте еден од сведокот на Мавровската стаза да се вози смук. Малце требаше повеќе опасно. Од храброст покрај тие дрва, покрај тоа необезбедување тогаш. Се сеќавате како Иван Лесевски летна под монтажата ваша кола од македонска телевизија, меѓутоа за среќа без последици. Па се сеќавам еден аргентинец кога удри во тоа балите од сено ги исфрли, не може среќа што беа поставени тука балите. Ќе се убиеше во стубот. Ќе се убиеше во стубот тука од жичарата. Да. Ете, може вие знаете во какви услови сме го правеле сето тоа. Ете, се тоа помина, сеќавањата се тие какви што се. Титулата прва не ни кажа кога освои. Веднаш со мој не, се сеќавам, титулите се редеа со моите први надпревари. Никогаш не сум имал прекин во тие титули. Дали тоа ќе беше во слалом, дали ќе беше во велеслалом, дали ќе беше во комбинација, секој сум бил меѓу први тројца редовно. Кои ти беа најголемите ривали тогаш? Ги имаше поприлично, затоа што кажавме дека скијањето беше доста развиено во државата. Ајде да ги споменеме тие што и заслужуваат и беа ценети во тоа време и од мене како противници и од нашата спортска едност.
тука беше Тошо Мајат, тука беше Андон Кечевски, тука беше Иван Лесевски кој релативно рано престана со надпреварувачките активности. Менан Мемети од Тетово, имаше еден Љупчо Стамболџиев од Смилево и Вањел Трпчевски исто беше од Битола. Тука имавме една цела екипа, па Настевски, па Оджаклиевски, со кој што малце време бевме во најмладиот брат од семејството Оджаклиевски, научи. И после загинувањето на неговиот брат, тој се повлече комплетно од надпреварувачките активности. Па после да кажеме дека во знак на сеќавање на братот, тој загина на најстариот брат од семејството Оджаклиевски Ставре, го викаа Биро, па меморијалот беше Биро кој за жал не се одржува. Го даде својот живот во една несреќа и така натаму. Во Крушево имаше доста талентирани, доста момци кои што беа надежни во скијачкиот спорт за тоа време нормално. И стварно, ако некој не го спомнав, нема да ми замерат, затоа што апсолутно беше голема бројка, да кажав, кога ќе одевме на натпревар. Па Љупчо Мартиновски од Скопје имаше, па се стварно не можам да сите ги именувам и па и Матовски, да, апсолутно, видете, ќе ме подсетите и вие на, пошто современици сме на сите тие случувања, на сите тие надпревари сме биле заедно, сте известувале, сме биле активни во тие известувања, сме се вклучувале директно по радио, по телевизија, така да и јавноста беше информирана за тоа што се случува тогаш. И убави времења бе. Како да не? Во понеделник кога ќе купевме ние Нова Македонија на спортската страна со толкави букви и слова, со слики, не пишуваше, јавноста не знаеше. Јас ќе ви кажам една анекдота, е тоа, вистината. Тетовчери која доаѓа во Битола, како ќе те најдеме, викат. Па нема многу лесно и едноставно. Кога ќе следите од автобуска, ќе прашате кај живи Љупчо Спировски Бубичот, ќе ви кажат сите. И стварно да пробат дали тоа е вистина или не, при едно доаѓање во Битола, праша каде живее тој и тој, како не реше си да знаеме каде, одма ги упатија кај што живеам. Така да тогаш не знаеја сите во градот за нашите резултати се пишуваше, па во локалниот вестник, па во локалното радио. Да, и тоа те стимулираше и тебе и твоите другари кои се натпреваруваа. Мислам дека нема човек кој што не сака да се чуе за него ако нешто направил добро. Да. Али имаше и луѓе кои што тоа знаеа да го пренесат, да го ценат тогаш. Да. Ќе го споменам Димче Миновски, доаѓен на спортското новинарство од градот. Немаше манифестација на која тој не обраќаше внимание во градот. Па сме правеле емисии во живо преку радио. Па и Димче легенда за спортот за градот и ми се чини дека еден од ретките, ако не и единствен, од цела Македонија градовиве кога би се земало, што е таков хроничар на спортот во својот град како Димче Миновски, што е за Битоло. Тоа е еве и ова што го кажуваш ти, тоа го потврдува. Како не можам тоа да го прескочам и да не кажам дека ако некој нема кој ќе те пласира во јавноста, тогаш ти си анонимен. Ако не те прочита... А и тоа ве привлекуваше како млади тогаш да дојдете да направите резултат, да се пишува за вас, да сте познати меѓу своите врсници и така. И физички, и по лик, и по име бевме познати и не знаеа сите. Па кога ќе имаше избор на спортист на годината во Битола, кај што сум бил не знам колку пати во таа листа. Тоа не можеш да се сетиш колку пати беше спортист. Меѓутоа мислам дека најмногу беше спортист. Димче ќе го прашате за тие работи, веројатно има статистика и податоци од тие, затоа што сепак сеќавањата мои се премногу во тој дел да ги памтам сите бројки, али се сеќавам во Партизан киното кога ќе имаше избор на спортист, па тука имаше по 1500 гледачи, имаше програма. Па тогаш се гласаше со купони, имаше во Битолски вестник. Па пред тоа се подготвува атмосферата, па потоа славје и така. Не можеше да бидиш прогласен за спортист случајно. Или некој да те наметни, да те предложи. Немаше предлагање. Резултатите излегуваја во вестникот моите резултати, сите кои што беа во текот на годината, колку ќе ги ценеа тие што беа заинтересирани за спортот во градот, и очигледно дека тогаш имаше многу помали грешки во тие проценки него сега. И беше уживање стварно да бидеш дел од тие манифестации. Да, и гордост да бидеш на тој подиум кај што
Скијањето во Битола има големи традиции. Се разбира, за нешто поорганизирани форми не може да се зборува за времето на владењето на Турската империја во овие краишта. И нешто подоцна, кога почнуваат балканските војни, кога се прекинуваат сите активности, апсолутно не може да се говори за активности на Перистер, бидејќи секој ден од тука фрчија гранати и така натаму. Битола покрај другите краеви на нашава република беше и жариште на тие војни. Меѓутоа во периодот од 30-та до 40-та година се појавува нешто поорганизирано со формирањето на првото планинарско друштво Пелагонија. Во тоа друштво беа вклучени една поголема група битолчани ентузијасти кои што планината однеми направи вистински пријатели. Тоа се, да речам, семејствата или познатите битолски влюбеници во планината, Спирковски, Гемтови, Атанасови и така натаму, нека не ми замерат другите што нека ги спомнам. И тоа беа луѓе кои што некаде по завршувањето на војната, после ослободувањето, практично секој ден беа на Пелиштер и ги практикуваа сите тогаш познати спортски зимски дисциплини. Меѓутоа најчесто и најмногу со оглед на тоа што тогаш немаше денес помагала ски како што денеска ги имаме, најмногу се практикуваше трчањето по белите патеки. Па во тоа време, негде од 45 до 50 година, кога се организираа вакви надпревари, имаше еден таков надпревар од Пелиштер до центарот, до средината на Битола. Не вика трчање, скијашко трчање, туку вика бегање на долги патеки. Така ги вика сите надпревари во трчање по снежните патеки. Од таа генерација другари, пријатели, влюбеници во планината, нешто подоцна, некаде околу 60-тите години, дојде една нова генерација. Следбеници, тоа беа нивните деца, кои што ги наследија своите татковци и продолжија со активности на Пелиштер. Се разбира и после таа генерација исто така во поголемиот дел случаи или поголемиот број случаи и нивните деца исто така продолжија со скијањето, а меѓу тие што оставија сериозен белег е и Лјупчо Спировски. Битола го даде Димитар Илиевски Мурат, даде тројца олимпици. Меѓутоа во никој случај кога ќе стане збор за скијањето како спорт во Битола, не сме и не треба да се прескокне името на Лјупчо Спировски. Човек кој што почна со скијањето во најраната младост и остана најдолго во овој спорт, што не беше, да речам, многу чест случај со останатите скијори, бидејќи со скијањето се почнуваше рано, меѓутоа многу завршува и исто така во раните години. Лјупчо Спировски заслужува внимание и почит со оглед на тоа што години со ред беше еден од врвните смучари, скијачи, не само за Битола, туку воопшто и во нашава република, во време кога скијањето имаше апсолутно една невидена голема конкуренција на скијачи од Битола, од Скопје, од Лисец, од Тетово. Дури тогаш имаше и еден многу активен клуб Бигла од битолското, односно демиркисарското село Смилево. Лјупчо Спировски се памети во Битола и по нешто друго, не само по постигнатите резултати во скијањето и по тоа што е еден заедно со Вера Велјановска и уште со неколкумина други спортисти кои што можеби десеттина години со ред беа секогаш на ранг листите на најдобрите спортисти што Битола ги прогласуваше секоја година после завршувањето на секоја година. Уште повредно е тоа што за разлика од многу други такви скијачи, спортски работници, Лјупчо Спировски не се откажа воопшто од скијачките активности. После години, неколку години со ред беше активен тренер, па потоа функционер во скијачките форуми и така натаму, а бидејќи станува збор за вистинско спортско дете, за вистински спортски човек, говори податокот што и денеска после одминати толку години е активен куглар и да речам го користи секој миг, секое слободно време да биде на Пелиштер, да ги стави на себе скиите и да се обиде повторно да се врати во младоста. Се разбира не сега во трка за поени, за пласман и така натаму, меѓутоа да се направи едно задоволство на снежните падини на Пелиштер. Лјупчо е легенда и се надевам дека таква ќе остане со оглед на тоа што зад себе има на вистина големи резултати. Сега и на ниво на Југославија имаше добри резултати. На почетокот кажав, стигна до 6-то место, што за многумина беше изненадување. Ние тешко можевме да поверуваме дека во
алпскиве дисциплини некој наш може на државниот шампионат да биде толку високо пласиран? Добро, тоа сето е резултат на, кажав, на мојата работа, апсолутно посветена на спортот, спортски живот пред се. Резултатите мора да дојдат. Ете, таа година се потреби да тука имаме ние надпревар на наш терен, кој што беше и додатен мотив за сето тоа. И како екипа тогаш одлично се представивме сите, тогаш и учествувавме скоро на сите државни првенства и меѓународни надпревари во Југославија, да кажем. Одевме во Румунија, одевме во Бугарија, како бе репрезентација на Југославија, затоа што тогаш словенците тешко се влегуваше во таа екипа. Па имавме 3 мечи Србија, Црна Гора, Македонија, па имавме 2 мечи со Хрватска, Долго време се Македонија. одржуваше тој 3 меч. Апсолутно, и беше доста позитивен како активност, затоа што од Ги мотивираше и младите да се црпеа, да. идните, да кажем, скијачи. Од пионерска имаше конкуренција до сениорска конкуренција над превари во трите дисциплини, смук, слалом и велеслалом. Така да се сеќавам на еден напис на Димче, пак ќе го споменам, на шапка освоив 3 златни медали во трите дисциплини за 5 минути 3 златни медали. Така, тоа времето беше релативно, али краткоста на Да, тој успех изразено во време, да, беше така, да, и стварно мислам имаше премногу, имаше и скијачи желни за докажување, за скијање. Имавме и добри скијачи, апсолутно. Рефих Јаја, да не го спомнуваме, тој беше, кој ќе се спомнеш, и Јаја уште поголем мотив за нас скијачите. И тој кој ќе беше и на превари, не бодреше сите, немаше тука делење по ниједна основа, апсолутно. Сите бевме равноправни да Сите бевте како еден, како фамилија, како фамилија живее. Тако беше животот во планина, да. Тука па имаше и ривалството беше само за време на трката и после тоа беха да, сите. и навечер имаш убави мигови, се сеќавам тоа што Маја знаеше да ја земе. Да, и гитара, и песни, па да запее и песни. Сето тоа беше некако вклопено во сиот тој амбиент, би рекол надпреварувачки, забавен. Апсолутно. Беше пријатно и убаво и тоа беше што ве влечеше помладите да бидете секогаш така во форма, за да може да учествувате на тие надпревари. И се уште тие пријателства стојат. Мене ми е многу пријатно кога ќе одам Словенија, Хрватска, Пухан, Гашпаршиш, Газвода. Уште се сеќаваат на ликот мој, а и јас на нивниот, фала Богу, дека сме поминали многу временски период заедно и кога ќе ме поздрават и кога ќе ме познаат кој сум, стварно е пријатно, мислам, во тие моменти. Сега пак за надпреварувачкиот дел, за Биро рече 5 трофеи, чанак, флейта, од прилика толку или 6. 6. За пелистерскиот велеслалом? 6 исто. И тука 6? Да. Тоа беше нешто посебно сигурно за тебе, пелистерскиот велеслалом на твоја планина, пред твои луѓе, твои гледачи, семејството тука. И како се чувствуваше во тие моменти? Вака, семејството било присутно на сите мои надпревари. Нормално, во почетокот мојот татко и мојата мајка. Кога створи фамилија 75-та година, мојата сопруга и моите керки две, кои што беа после исто така надпреварувачки. Да, али на секој надпревар доаѓа со мене до крајот на мојата кариера. И секако дека тоа е додатен мотив, али кај мене не се делеа надпреварите на поважни и поневажни. Не, ова ми е зборот дека Пелистер сакав да победам на секој надпревар. Твоја планина, се случувало тука битолчани полно и така, на лице место, на самото место. Ај сега, кога ги спомнавме тие, мене ми беше подраго да победам во Крушево, него на Пелистер, затоа што ривалството во Крушево беше... Еве, на нивни терен ги победи. Да, поизразито и тие знаеа да ги казнат нивните надпреварувачи да им изреагираат на... Да им бидат лути ако ги победиш. А тебе да ти честитат. Се сеќавам на еден постар човек, тоа беше 83-та година, кажав, кога последен пат го освоив меморијалот Биро, а моите керки беа тука до мене, негде 7-8 години тука беа по старост. Еден постар чичко, како не ви е срам на младите, овој рече со 2 керки тука да ме победи сите. А разликата беше огромна, по 15 години помеѓу мене и тие помладите, да ги кажам. Стварно бевко татко ме јунив, али ете, спортскиот мотив и желбата за тоа беше. Добро, мислам дека ти многу направи и како надпреварувач, потоа како тренер, па беше и функционер, па председател на скијачката федерација.
Но не може да се заборави, ако веќе зборуваме за традиција и се гледа вака од подалечните времиња, од една поголема дистанца, например, временска, и ќе дојдеме до еден интересен заклучок, за тоа разговаравме и пред да ја снимаме оваа емисија. И излегува дека практично ти беше предводник на оној алпски скијачки битолски тим што се појавуваше во следните години. А еве зошто, Битола ја даде првата олимпијка на зимските олимпијади Дуни Магловска во Албервил. Така беше, не? Да. Потоа дојде Стојановски, Сапоро. учесник во Нагано. Нагано, да. Во Нагано на Олимпијадата, 98-та беше. Да. Ми се чини со Николовска беа тоа. Да, со Јана заедно, Николовска, да, беа. со Јана Николовска. И после Марковски учествуваше на Олимпијадата. Значи, сме имале 3 олимпици во зимските спортови, не сметам сега последна во Олимпијада во Канада, во Ванкувер. Значи, на сите тие 3 битолчани во составот на нашиот олимписки тим. Тоа веројатно зборува за нешто. Тука сте апсолутно во право, затоа што првите 3 олимпици во зимските спортови се од Битола. И спомнавте Дуни Магловска, Стојановски и Марковски. И тоа беше еден континуитет, една логична последица на сето оно што се случуваше во тој Претходно. период Да. и пред тоа нормално. Затоа што тие не се случајни, никој не ги донесе како готов производ, некој со нив работел. Апсолутно ние имавме премногу добар спортски колектив, како планинарско скијачко друштво Перистер. Тука беше како професионален тренер ангажиран Никола Јентовски, кој што остави трага врз тие скијачи. Јас бев во првите редови на клубот, и како функционер, и како тренер. Работевме заедно сите тука. Резултатите на тие момци апсолутно беа логична последица на нашите активности. Пелистер е на 10 км од Битола, имавме услови, имавме можности да бидеме секој дневно на тренинг. Дали препладне или попладне, без разлика ние го користевме секој момент да бидеме на и близината и условите што ги имавме даваја можност да тие деца бидат активни. И имавме и многу добри такмичари кои многу рано завршија со кариерата. Меѓутоа тоа не е причина нивната способност или неспособност. Меѓутоа другите услови ги натера младите да многу рано престануваат со Лјупчо, да те прашам, дали толку драстично се изменија условите од тогаш кога спортуваше ти и овие времиња сегаш? Еве, например, зошто денеска не може да се оди до Стрежево тамо, докај патеката, докај жичарницата или на Копанки горе? Што е причината? Дали младите не пројавуваат интерес за тоа или пак нешто друго? Знам, материјалната страна, финансиската, секогаш била таа првата, но и тогаш имало проблеми такви, но се успевало некако да се организира сета таа активност. Споредбите се неблагодарна работа. Јас и често пати не сакам да споредувам периоди. Тогаш и сега. Да, меѓутоа очигледно дека алпското скијање, односно надпреварувачкото скијање е како ѓаул во скијачкиве центри. Во последно време ние кога одевме на надпревари, например Маврово ќе правевме надпревар на галички ски или на кој. Туристите викаја сите како куде што да се случува. Им го заваме редот на скилифтот, па кои се тие 10 души, 20 души таму да се скијат, додат прекурет, да најават, а во моје време не туркаја да одиме понапред за да тренираме повеќе. Никој не приговараше на поставена капија, никој не приговараше на зафатен терен или нешто да се знаеше. Приоритет и сите сакаат да го видат, да го видат. Секој си ја бркаше својата работа. Имаше место и за едни, и за други, и за трети. Сега да се добие патега за тренинг, некој да ти ја припреми кај нас, тоа е, мислам, фантазија. Да. Се е комерцијализирано толку многу што се доведува во прашање и воопшто екзистенцијата на тој спорт. Апсолутно, затоа што еве човекот сега ајде финансира во тоа, меѓутоа тоа сепак некој го створил таму тоа. Тие финансира, меѓутоа со самиот напревар треба и да му се врати ако знае да се организира и да го пропагира тоа. Тоа е. А кај нас е сосем обратно. Се испомешаја сите вредности, се заборави на се. Како треба на оној муабет од почетокот што. Да, затоа и ако
детево моje било чие да биде. Има отпор во центарот кај што треба да тренира. Не може да постави капија, нема уреден терен. Не знае што го чека, дојде сега на скијање горе, дали е газено, не газено, дали е припремена патеката и кој мотив ќе биде кај него да инвестира во него, треба опремата е скапа, спортот е скап, скијањето апсолутно. Да. И во почеток се гуши целата работа. Се наруши системот на надпревари, се наруши мотивот кај родителите да инвестираат. Сега се појавуваат други школи ракометни, не ги подценувам апсолутно далеко од тоа. Да, секој си се организира. Да, меѓутоа тие се комерцијални повеќе, затоа што полог период во годината се активни, а кај нас е ограничен период. Ние во државата немаме ни еден центар кој што би работел без разлика на природните услови. Нема ни вештачки снег, немаме ништо кое што ќе даде квалитет тоа. Добро, направивме една дигресија вака за состојбата практично во скијачкиот спорт и за условите и што е причината што не може да оди напред. Сега повторно се враќам пак како Љупчо Спировски надпреварувач и она што го кажа кога им рекол Крушевчанецот, гледај колка ви керки има, ве победува вас, а вие млади деца. Како изгледаше еден твој настав во тој период, например, после 75-та, кога беше меѓу 6 во Југославија, и оние 10 години, веќе ти отиде во полека во ветераните, а се уште се одржуваше. Јас кажав, Дали ќе повторам дека тогаш чувствуваше вака тоа? никогаш мотивот млади веќе ме нападнат не, и така. никогаш мотивот кај мене не бил да бидам втор. Секој Значи, старт тоа те мој, носело секој мој до старт крај. бил да бидам прв. Без разлика со кој се надпреварувам и каде. И на колку години, дали како пионерче, младинец, сениор? Апсолутно. Годините се минува, првото место ти беше кога сум се прво, определил да бидам на спортист, листа. да се надпреварувам, сакам и да победам. И денес кога играме и фудбал и се и други спортски активности, сакам да... И има кавга таму за Има, гол. има. Али до, во скијањето си беше посебна работа, тука само одлучуваш дали ќе бидеш и каков ќе бидеш, и колку ќе направиш. Тука нема помош од никој, нема ни од судија, ни од родител, ни од соиграч, ни од било кој. Стартот и целта се само привилегија на тој што вози. Сам ја уклучуваш рампата, сам го исклучуваш. Нема кој да ти тајмингот, помогне, нема игото. тука, апсолутно. Се се знае, Едно се се време гледа. кога беше на штоперица, Можеше имаше резултатот циркузи, малку, имаше да. циркузи. Сега нема шанса. Мислам, гледате и вие што се случува на скијачките терени во светот, така Нема, да. све е Тоа програмирано си и е се- пресметано да. компјутерски точно. Да, али сепак. И откако заврши активно со скијањето, потоа се вклучи како тренер, колку години, како, дали се уште си активен како тренер? Како И тренер не еден сум период активен, беше и да. во федерацијата, кажав, Да. кој беше тој период, ке ни го Затоа што кажеш? дојдаа млади, кажав, во Битола кои беа тоа што работеа со децата. Јас се активирав во клубот, нормално додека можев и физички да тоа бидам како тренер, помагав, работев, носев деца на превари, постигнував одлични резултати, можам да кажам. Тука се Стојчев, па Атанасовски Војо, па Весна Атанасовска, па Николче, како се презиваше, кој што направи еден бум во Словенија, меѓутоа почина во една самекајка, кој што беше многу голем потенцијал во Битола и ред други кои што оставија белег во битолско скијање, меѓутоа сите тие рано го прекинаа тој надпреварувачки. Причината беше Причината сигурно она што ја ја споменавме кажав, ме пред мислам да малку. не се повторуваме и тоа остана така. Сите за кои замина на факултет, меѓутоа морам да кажам дека од клубот наш досега не излегол човек кој што не бил образован, кој што не се вклопил во животот на оваа држава. Сите завршиле. Во сферата во значи, која што така да и ние Да. позитивно влијаевме на сите тие деца со позитивен пример. И ние што бевме активни завршивме и факултет, станавме и своји луѓе, фамилијари се, така да сето тоа е задоволство денес, барем за мене лично и за сите тие веројатно што биле покрај мене, дека сме дале таков допринос, а не обратно негативен да некој Спомна семејство е сега Љупчо Спировски, семејството. Керките, скијање, знам дека беа скијачки и така. Тоа е дел од историјата, дел од сеќавањата. Желбата и нивна беше апсолутно како и мојата. Беа скијачки.
според можностите колку што даваја условите и тоа, се определија после тоа на факултетот. Нормално секно се фамилиарни двете ќерки, се имаат по една ќеркичка и тие. Едната е лекар, другата е правник. Значи уживаш со внуците. Да, живеат и работат во Скопје. Така да релацијата Скопје-Битола е са мојот пат и на фамилијата и тоа се пријатни моменти кога ќе сме заедно. Кога ќе поразговараме за скијањето, кога ќе врне снег, дали Битола има снег, нема снег, па и Ме интересира дали сте се собрале на скијање во последно време, еве сите заедно, ти сопругата, ќерките, внуците. моментално не, затоа што внуките се премногу мали уште за скијачки активности, али тоа ќе дојде време и спортот нема да им биде наметнат. Што сакам да спортуваат апсолутно, затоа што спортот е она што ги води младиве. Сега да не држиме Имаш дома скриено опрема за нив сигурно некаде. Времето си го прави своето и бараат сите нова опрема, и тоа спортот го прави човекот апсолутно по друга личност, поготово скијањето. Јас имам многу пати кажано, затоа што борбата со природата, со снегот, со тие предизвици даваат еден посебен карактер кај човек. Да се победи снегот, да се победи природата, да се Да, во совладаат посебни услови се одвива самиот напревар. Да, не е тоа како да играш Магла, дожд, ветер, не е се. тоа како да играш пинг-понг или да пливаш, него подценувам спортот апсолутно, мислам, немој да се навредат тие што Да, играат не можеш пинг-понг. да побараш овде температура 22 нема, степени и на минус 30 18. и на минус 20 се сме мрзеле на шапка кога ќе задувало ветер горе. Ти знаеш во какви услови тоа сето се Па правило. магла кој ќе Бара паднеше малце- не можевме да дојдеме до хотел. Бара малце повеќе од волја и сила и да се тоа сето издржи, али сепак тоа се врати, барем за мене лично. Ете, носењето на знамето на Олимписките игри во Сараево, кое што Тоа да не го За испуштиме, мене- ти беше меѓу Ах. осумината што го носевте знамето за на мене е отворањето. најголемото признание во мојата спортска кариера, затоа што да се додели тоа признание во тогашна Југославија, при толку илјади спортисти, да јас бидам дел од таа манифестација, стварно мислам ги плати сите жртви. Да, нешто што вечно ќе остане Да, во сеќавањето и твој, и на семејството, и на љубителите на спортот, а исто така сега кога веќе го споменавме ова, да кажам дека ти беше и на Олимпијадата во Гренобол, ли беше тоа Гренобол, 68-та 68, година, да. во оној Младински младински камп, олимписки да. камп. Па и тоа беше едно признание. И Секако. тоа беше некаде, откако веќе 7-8 години имаше кариера и тоа некој го вреднуваше, го почитуваше, што еве се најде таму. Значи тие две работи не Вредностите треба... се ценеа, не Зоран. треба- се ценеа вредностите тогаш, мислам, сепак Не некој треба да се мислеше, испушти тоа, да, да. мислел за такви работи, се водеше сметка кој од каде доаѓа, колку може, како може, така да немаше многу случајности. Мораше да биде тоа заслужено за да бидеш некаде, не можеш никој да те препорача или да бидеш на мала врата на некоја манифестација. Со резултат се присутен. стигнуваше Нема, до таму. Нема импровизација да беше помалце присутно тогаш него сега. Добро, тоа е, се такви се условите. Не е добро, меѓутоа правиме да биде добро, а колку ќе биде, ќе видиме. Нашите гледачи имаа можност да го видат Љупчо Спировски и да проценат и оценат зошто е меѓу оние македонски спортски легенди, личност кој стави голем печат во скијачкиот спорт, а преку тоа и воопшто на спортот во целата наша држава.